Неодамна налетав на еден прилог во кој се зборуваше за она дрво кое веднаш карши театарот, односно во дворот на џамијата, во кое се спомна дека било наводно старо околу 250-300 години. И сега некој ќе рече, па никому ништо, да, има и постери, има и поубави дрва, да, има, не е спорно тоа. Но ме заинтригира тоа дрво да го погледам од еден малку поинаков аспект, не само како дрво во дворот. И го замислив тоа дрво, старо е 2,5 века, во периодот кога во Америка почнала борбата за независност од британската колонија, во Британија на големо веќе се ширела индустријската парна револуција, во Европа почнал првиот бран на просветителството, во Африка царувало робството. На Балканот, односно овде во Македонија или во Штип, се уште бил под османска управа. Го замислив градот без струја, без водовод, со калдрама, со кал. Покрај тоа дрво трчале босоноги мали деца. Се развила некоја можеби љубов, овде ги жалеле починатите. Некако во моментите кога оџата пеел, во истото време Бетовен ги компонирал своите први ноти. И веќе некако од тој момент тоа дрво почнав да го гледам малку на еден многу поинаков начин. Ми стана некако херој. Исто како тоа дрво да каже, да велеше, ете, јас поминав векови и години, а што направивте вие со вашиот век? Што правите вие во вашиот век? Тоа пак уште повеќе ме замисли да размислам, а што правиме ние со нашите локални херои? Ево, ова дрво за мене веќе е локален херој. Да. Со она што тоа го има зад себе, што правиме ние со нашите, а ги има многу? Јунакот на нашето време. Токму така. Тоа е една социјална ситуација која што ние во последно време... Кај сме ние тука? Зошто ние не внимаваме на тие ситни, мали, ама многу важни детали во историјата на еден град, па една држава? На тие микро теми и моменти. Моменти кои што се издвојуваат од целината. Јас мислам дека идентитетот всушност се базира на можност за издвојување од целината, она што ќе представува различие. И сега ние многу јасно дека најмногу се на некој начин плашаме од таа стереотипија кога ќе рече некој, ај бе, тие се македонци или тие се штипјани, не тие знам. Тогаш, значи, како се вика, групата зборува за индивидуата, индивидуата се губи. Ја мислам дека се уште живееме во време во кое што индивидуата е подчинета е во подредена положба на групата, на масата, на поголемата, како се вика, на стихијата, можеби на толпата. И сега од тие причини еве сега на некој начин тоа беше една од рак раните на минатото општество, поготово во тај централизам социјалистички, каде што беше се оно што беше болшевизмот беше во преден план, и ако влегуваш, ако си дел од толпата, ако си дел од големата партија, ти можеш и да напредуваш. А каде е индивидуот? И сега гледам дека во ова време повторно како некој да се плаше од индивидуалните потези. Повторно како некој да го оспорува, да го како некогаш како да индивидуата повторно не става адакта, ја става настрана од некои актуелни моменти. И тука некаде е баш поради тоа ние не издвојуваме личности, него цело време се вклопуваме некаде во партијата, партиските успеси и вредности, всушност ги атрибуираме преку вредностите на поединци ги атрибуира партијата, што на некој начин представува опасност за индивидуален развој. Како да го најдеме местото на тие индивидуи кои оставиле
ќе го најдеме место кога ние ќе се посветиме на поединци, на нивните вредности, не на партиските вредности, не на учеството во партијата, него како поединец, колку тој како поединец, еве како актер поединец, надвор од институцијата, овој како, да речеме, научник, надвор од институцијата, научник кој што дал свој придонес во развојот на науката. Како тоа во градот да го обележиме? Како да го обележиме во градот еве за локалните? Се одбележува преку споменици, се одбележува преку такви работи кои што само по себе зборуваат за себе, да зборуваат. Како да им го дадеме местото? Значи, ние кога разговараме за Штип, и секогаш по некој дефолт разговараме, градот на Киро, Глигоров, Тодор Александров, не знам, некако по дефолт забораваме да кажеме дека Штип е градот и на Благој Самоников, градот на Бошко, градот на рок-н-ролот, градот на Леко Протогеров, на Илија Зајков, на Димитар Зајков, на Илија Арев, на Трајче Кацаров. Секогаш во суштина по дефолт како од стрела. Градот на Киро, Глигоров, Тодор Александров, Ванчо Михалов и тоа. Медицинари. Така, значи ние и доктори се, Штип нуди многу повеќе, мислам, во ред, секоја чест за сите, и затоа сметам дека во оваа дрво кој што е меморијата на градот се врежани многу спомени. Ние треба прво да обрнеме внимание, еве, да подкренеме некои иницијативи, како што беше иницијативата да сцената Мала во Домот на културата го носи името на нашиот истакнат поет Благој Самоников. За жал се случи тоа што се случи на 16 март, но се надевам дека таа сцена ќе продолжи да се вика. Еве да речеме Народниот театар во Штип нема име. Има долгогодишна иницијатива да се крсти нашиот театар и да добие некој име од значени театарски дејци од било кој, од Димитар Зајков, од Илија Арев, од Леко Протогеров и понатаму Филимен Джинес, и навистина само така ќе го зачуваме идентитетот. И не само културните институции. Навистина секој што треба, еве рестораните ги земите. Навреме во Штип јас не можам да видам некој ресторан да носи нормално име како Ново село или не знам, се нешто Верона или Лџите кај што има локален идентитет. Ние не успеавме, дали не ни текнува, не знам што е проблемот, но не успеавме да најдеме ресторан во кој што ќе се вика кај Лџите. Колку убаво име, еве предлог, идеја. И само така ќе фенси нешто, ако името мора да биде фенси за да привлече публика. Напротив, да. И така ќе секој оној кој доаѓа од надвор се лепи на нешто што е автентично, така, локално и домицилно. Мислам дека е така. Еве, например, патекат кој нели и велосипедската и пешачката, Штип го има, нели кога почна да ги наборува, Штип има и првиот доктор по спорт е овој Нанче Трниники. Зошто една плоча да има Нанче Трниники? Така ќе зачуваме и од заборав и од спорт, нормално. Толку едноставно, толку е просто, многу се важни елементите во една биографија. Ако се тие здрави, ако се како се речеме, добри, ако носат со себе одредени историски моменти, социјални и културолошки, тие го одликуваат градот од другите, му дават можност да биде, да има аверс како што секој индивидуум има, секој како што ние имаме лични биографии, и градот има. Многу одамно уште кога бев советник, имав таква една идеја, дека убаво рече Мики, секој град е на нешто. Ке речеш овој град е познат по тоа, тој град е познат по тоа. Ние ке нас кога ќе земеш наназад, кога ќе се вратиме, и нашата народна песна и нашата историја зборува за една доста интересна историска личност, која што баш на сметка на својата храброст, баш на сметка на својата истрајност, остава впечатливи траги во историјата, поготово во историјата на град Штип, а тоа е Дончо Штипјанчето. Значи, ние кога ќе некој доаѓа во Штип, треба да доаѓа во градот на Дончо Штипјанчето. Само по себе, карактерните особености на Дончо Штипјанчето, неговата улога во времето на Отоманската империја, неговата, како се вика, истрајност во затворот, тоа е единствениот во кој што народната песна пее и му вели Аферим бре. Афери бе Калекс Дончо никој не издаде. Значи, мора да се признае немала работа. За многу затвореници, никаде народниот пеач, кој што е искрен, кој што е чесен во своите изливи на чувствата, и тој никаде не рекол Аферим. Кај Дончо вели Аферим бре Калеш Дончо. Аферим никој не издаде. Една таква, како се вика, храбра личност, една таква историска личност која што народниот пеач е испеал и му се поклонува.
ние не го како да се срамеме, како да треба да го скриеме, како се уште некој да го бара да го екзекутира. Го екзекутираме не знаејќи зошто. Значи, кога влегуваш во градот во Штип, најубавата песна народна, не мора, значи, магарето на Дончо Штипјанчето, во градот на влезот, и кога ќе влезе некој кече, што е ова? И некој ме рече, ова е тоа и тоа. Од историјата од Отоманското царство, од Отоманската империја, во времето кога биле под турско робство, тој и таква и таква дејност имаше, таква и таква храброст покажа. Што значи дека во овој град постојат негови потомци. Или овој град знае да изнедре таква личност. А ние ќе се степаме да изнедреме, да зборуваме за некој предавник. За некој што убил не знам колку македонци, некој што предвел не знам колку македонци. Убаво рече еден, ние мораме да се подпреме на хероите, но вистинска смисла на зборот, на оние што можат, што го одбележале своето време, што издржале таков терет, што издржале таков, како се вика, историско потлачување, таква една, како се вика... Најтешките историски премрежа на Македонија. И лична историја, и национална. Тоа само да не ги забораваме и современите урбани идентитети. Не можеме постојано да се бавиме со Дончо Штипјанчето, со Рајна Бурева, со Тодор Александров. Во овој град постои 3 пати на ден, постојат Боброк, постојат Чик, постојат навистина урбани вредности кога некако да ги поставиме тие. Не можеме постојано да чепкаме далеко во историјата, а да не ги гледаме нормалните урбани вредности. Големиот интелектуалец и поет Елиот рекол дека има во неговите есеи индивидуалната дарба и традицијата е една работа која што треба да се почитува постојано. Имаш индивидуални потенцијали. Ама ако немаш традиција, ако не се потпреш на традицијата, како да си дрво без корен, како да си лист кој што во секој малото ветрче може да го дувне. И ние сега, кога ќе кажеме дека имаме кај нас револуционерен дух, или дека сме револуционерно настроени, или да сакаме некои нешта да ги променеме, и дека има кај нас таква една можност за промена и желба за промена, тогаш се враќаме на некои наши традиции, на некое наше минато време, кај што исто такви луѓе се нашле во таква ситуација. Кој ќе рече сега какви се ирците бе, и најнаш вика, остај тамо Джеймс Џојс, тамо Бекет, тамо овој, и сегашните ирци, подпирајки се на вредностите, на минатите, на големите личности, кои што се потврдили со своите квалитети во светот, веќе стануваат и тие впечатливи. Веќе и тие добиват некои... Земи ги црногорците. Исто, што вика еден, знаеш што рече Мика Антич? Вика, па ја мислам, вика, дека ова е дека Njegош ги направил сите црногорци поети. Само ради Njegош са сите црногорци поети. И вика, и тоа ми се случи. Патувам, вика, со еден во автобус и вика, шоферот се врте и му ја викам, извините да ве прашам. Мика Антиш му вика на шоферот, вика, да, прашате, дали сте вие поет? Да, имам збирка. И ја вади збирката. Нема, вика, некој во Црна Гора да не е поет. Нема чешма каде што нема стихови од Njegош. Ако ние имаме, викат за Источна Македонија, ние што сме од Источна Македонија, се лирични типови, знаеш, насупрот епските кои што се во Западна Македонија, на нив и како се вика, и прилега раскажувањето, епосот, епичните моменти. А кај нас лириката, бидејќи и самата природа е таква тесна, брзо се случуваат нештата, по темпераменти сме динамични и сега потребата од брзи изјави ни дава можност во поезијата да се потврдиме како добри и вредностите да ги собереме таму. И тие некои работи треба да се во преден план и кога ќе сакаш да направиш, да речеме, ние цело време се врзуваме за, управо е Мики, дека се врзуваме за некои револуционери, за некои воинствени лица, ама има луѓе кои што се исто така господари на духовните добра, кои што сами по себе носат такви моменти. Да речеме, мал е тај споменик, Шопов што го има. Мал е тај споменик. Он треба, пази, ако неговото дело е под заштита на УНЕСКО, па ние треба се срамеме што имаме тако споменик. Ние треба да се срамеме или некој да ни го одземе правото да кажеме дека дека е родоначен. Го спомна и Дончо Јацо.
Што е проблем, например, на влезот, на едниот влез од Штип, да има влез Донче Штипјанчето, другиот влез Ацо Шопов? Види, треба да има парк на поезијата, ако има тука поети, ако веќе мислиме дека можеме во јавноста, во духовната сфера да дадеме свој елемент, нели, да пуштеме некои наши како се вика стрелички, нешто кое што ќе биде препознатливо само за нас, си направиме парк на поезијата, направиме тамо кај што некој кој ќе дојде ќе влече, значи парк на уметноста, бидејќи ние со уметничко, со музичкото школа, со и во сликарството, и во книжевноста, имаме истакнати личности кои не се за занамерување во Македонија. Имаше една таква дебата пред некој ден, ја гледав, за тоа разговара за тоа дали воопшто во големите градови е потребно или е добро да имаме алеја на великани, или е потребно, или е подобро да се дисперзират спомениците низ целиот град. Знаеш дека Штип нема алеја? Низ секој ќоше да има по некој нема место кај што се во Бабите, во Сењекот, или зошто да бидат признати личности. Во Струмица има. Во Струмица ја се сеќавам кога почина. И во Прилеп има постои алеја на великаните, и постои во градот спомени. Во Штип се сите граѓани еднакви. Истакнати прилепчани на площадот на Прилеп, буквално се наредени на сеја нема истакнати како што има во Бутел или во Скопје, или да се слика. Нема. Штип не ги почитува живите, а најмалку пак умрените. Не ги почитуваат. Еве, едноставно тука кај нас, јас мислам дека единствениот град што не си ги почитува вредностите, единствениот град што на некој начин можеби и завидува на секој еден што ќе покаже дека се издвојува од средината, дека има кај него потенцијал за може да биде репрезентативен пример. Ние имаме ли репрезентативни примери? Ние во театарот немаме репрезентативен пример. Сите актери се прва група. Еве ќе ти кажеме нема актер кој да кажеш овој актер не е прва група, него е првенец. Значи, не, ние се плашеме. Ние сите или ќе бидеме на едната страна, или ќе бидеме на другата. Како да имаме страв од тоа ако се покажеш како индивидуа сам наспроти течението на масата на тие во која даде првата медицинска сестра, а има и медицинско училиште, истото да се нарекува Јане Сандански. Ето сега кажи. И тука мислам дека ќе нема потреба веќе на тоа. Ако ги земеш малите деца со учениците од основното и средното училиште, да ги пуштиш во паркот, еве тука ние го правиме во Кртеке, едно од децата нема да знае кој споменик е, зошто е таму ставен тој споменик, што значи тоа. Никој не зборува више за тие кои што загинаа за време на Втората светска војна, што вика еден дека тоа е создавањето на тоа, значи во Крушевската република се боревме против турците. Чекај, ваа борба Втората светска војна не ли е борба? Немаше ли луѓе што загинаа? Немаше ли луѓе што беа со идеологија покрани? Што се тие работи, не ми е јасно. Цело време се враќаме таму каде што некој ја става раката врз тоа, како што е Бугарија. И ти вика, не, извини, тоа е наше востание. Па нашето, во е па наше востание, чисто наше. Втората светска војна. И нашите, како се вика, партизански единици, дојдоа до таа ситуација до која што сите претходно станувале. Стварноста е од Зошто еве сите тие херои беа сквернавени од страна на Штипјан? Еве тоа одговорим. Не знам. Зошто? Не знам, тоа е една ситуација која што треба стварно да се дискутира. Од тие споменици не остана во нормално состојба. Знаеш на колку споменици ги нема главите? На колку споменици беа ишарани со спреј? Зборуваме за 20 годишни деца. Ма тоа е олицетворение на нашето општество, тоа не се криви децата, тоа е, ние така ги воспитуваме, не знам, мораме да се земеме посериозно и да сите наши вредности ги некако ставиме на пиедестал, не знам, да ја продадеме приказната за Штип, мораме да ја некоја асоциација, затоа што не се само народните херои, пак ќе кажам и упорно, значи ние имаме и современи херои, вредности во секој поглед, така да не можеме ние кога зборуваме за вредностите на Штип само да разговараме за неговата историја и за, значи во поновата историја, во поново време се изродија толку нови херои, играат балетни светот, пишуваат поезија, драми, снимаат филмови, а никој не ја обраќа внимание. И тоа е малку, мислам дека треба да се земе посериозно и да се Од друга страна, кога треба да создадеме нешто, например, да речеме како што е Макфест, како што е фестивалот за деца, како што е друг фестивал, ние не ги користиме ресурсите што ги имаме дома. Ни човековите, ни овие други.
Значи ти ако го имаш, што викаше министерката, го имаш таков човек, со таков капацитет, со таков успех, ти треба да го ставиш така. Не, чекај, ние сега ќе си правим, не можеш да правиш ти. Не можеш да правиш ти. Која е твојата конекција со светот? Која е твојата конекција со соседите? Немаш конекција. Како ќе го направиш тоа? Значи мораш, ние цело време као да сме некоја лонче во која што доволно ни е водата да заврие. Ама тоа е само за нас, знаеш. Имаме си кафе колку да го поделиме меѓу нас. Ќе најдеме ли одговор како? А мирисот треба да го пуштиме да се шире. Најдеме ли одговор како? Ќе најдеме Знаеме сите како значи, треба собрани тебе сега градоначалникот кој ќе дојде на власт да си направи едно тело кое што ќе биде задолжено за тоа. Комисија за култури, каде што ќе се разговара креативно и за промената на улиците, не да ги менува улиците ВМРО или СДСМ, него да го менува тоа. И да има луѓе од сите бранши кои што на основ одредени вредности, квалитет и капацитет ќе можат, например, одредени нешта да ги именуваат. Нека биде прво Народниот театар од Штип конечно да е сопствено име. Кои се тие во Народниот театар? Значи и јас знам, јас магистрирав на тоа, баш на Народниот театар. И од првата представа на Народниот театар до таа 2004, бидејќи до 2004 ми е магистерската, знам се кој актер и кој режисер, какви има референции, какви успеси, какви награди. Сега кога ќе го земеш тоа во предвид, тешко ли е да кажеш овај ќе биде прв? Тешко ли е да кажеш оваа сцена ќе се вика по неговото име? Не е тешко. Значи не можеме тука сега што викат пред фактите и боговите молчат. Значи немаш сега ти тука ништо и она што сакав да го кажам во целата оваа ситуација. Значи секој град, како и секоја држава, мора да знае кога се во прашање историјата, историските личности, или да се потпре на фактите, или да се потпре на легендите. Нели самите рековме дека историјата од тук и дит почнува да се подпира на факти. А до тук и дит историјата се подпираше на легенди. Зашто е легендата по-напред од оно што значи факт? Фактите се соборуваат. Легендите траат секогаш. Легендите траат. Значи никој не ја смени легендата за Крали Марко или за Александар Македонски. Ама сите факти каде Крали Марко, може да речеме дека Крали Марко бил вазал. Тоа никој не го зборува. Зборуваме за Крали Марко како е наплател, да кажеш дека како се вика, тие легенди се пренесуваат од еден на друг. И живеат многу повеќе. Сега, кој ќе го пренесе овие на младите генерации? Кој ќе го пренесе? Кој? Тоа да работиме. Сите ние, граѓаните, луѓето што живееме овде. Мики, ние една работа од во нашиот театар или да речеме во нашите институции, ние направивме преку која на децата ги покажавме каде живеат. Децата не знаат каде живеат. Знаеш она кога се на шега, кога знаеш ли ти каде живееш? Знаеш ли ти каде живееш? Половината тие нема да знаат да кажат каде живеат. Со првата генерација на мои студенти дадов задача да отидат на улицата Јосиф Ковачев, еднаш позади намата, да направат една анкета во која од 7 до 77 да прашат кој е Јосиф Ковачев и пошто е познат. 99% не знае. 0,9. Ама ниту еден не знаеше кој е тој. Првиот педагог во Македонија. Еве, граѓаните на Штипа и ние не знаеме дека во музеот постои пијано на Брамс. Замислите кој факт. Ние имаме буквално лично пијано на Брамс во музеот на Штип и ние не знаеме тоа да го искористиме како факт, како податок. Првата опера во Македонија и ние не смогнавме сили. Ја пишував за неа магистерски труд. Никој не ме консултираше. Ја ги донесов палјачи во Штипско културно лето. Никој не ме консултираше. Како да сакат да не постоje се она што може да тврди за одредена ситуација, за одредено добро и за одреден квалитет. Како да сакат да нема. И му викаш, ова сега не значи одбележување на операта. Тоа беше арии од различни опери, дојде ова, како се вика, операта од Скопје, македонската опера, и испее си отидува. Не. Значи, операта огромно значење за Штипје. Што значи тоа? Бил буден народот, духовно бил изграден. Не само опера, во Штип се играло на времето Хамлет, се играл Молиер. Како не? Имало избор на мис, имало карневали. Се имало. Кино. И сега ти, ама на прилепно одговарата... Збореме за 20-те години. На Велес му одговара, на не знам на Штип. И отенешка Велес има национален театар 30 км подалеку од Скопје. И
национален театар. Ние имаме НУЦК, они имат национален театар. Ние имаме национална установа за култура. Они имат национален театар. Прашаме, треба да се прашаме ние во Штип, зошто? Значи 100 години имаме ние организирано театарско живење, а Велешани пред 20 години имаа полуаматерски театар. Затоа полуаматерски театар ти беше. Луѓе што успеаат да лобираат, ние некако не... Не разбираш ли? Ете, тоа е болеста на Штип. Тоа е болеста на Штип. Од која сваќам дека е неизлечива. Ја мислам, и секоја болест е излечива, ако се тргне да се лечи. Пратиме ли една поракета за крај? Да. Како еве начнавме некои теми, некои идеи. Како еве секој од нас да каже да го зачуваме она интимното, она микрото, а многу значајно како макро во нашиот град. Еве, како да го издигнеме тоа? Еве, на некој мора да има некое тело кое што ќе биде надвор од партиските кругови, кое што само по себе на основ на факти и на податоци ќе изнедре или ќе изнајде личности кои што ќе треба да бидат во преден план, кои што ќе оградат аверсо на градот, духовната ситуација, духовните моменти што ќе ги издвојува. И на основ тоа што ќе можеме да имаме репрезентативни град со ампутирана душа. За жал да. Па сега не знам дали е се уште, мислам дека не е ампутирана се уште, ама ние пази. Ако сме го направили Штипско културно лето и на Штипско културно лето доваѓа по 5-6 театри, национални театри, доваѓаше хор Хармони, доваѓаше хорот од Ненси Хјуч од Карнеги Хол, доваѓаше оперските пејачи на од Белградската опера, доваѓаше Ладо имаше концерт. Сега наеднаш Штип стана, не смееш да кажеш нешто. Не смееш просто, ја не смеам глава да кренам. Аз сум го направил, ја го градев со сите сили и можности. Как Штипското, Скопското лето и Штипското лето беа 2 лета во кои што се огледаа другите. И кога не викаа на телевизија, го викаа Скопското лето, Штипското лето и Охридскиот фестивал. Беве да рамниште. Најдоминантни беа, да. Искрено се надам дека овој разговор нешто ќе промени. Навистина би сакал да е така. И ќе ми биде драго ако еве овој разговор пробуди кај некакви идеи, некаков стимул, некакво размислување дека сепак никој друг од страна не може нас да ни го поттикне оне локалниот патриотизам, најмалку да ни го чува. Затоа сме задолжени единствено само ние. Ако градот е олицетворение на тоа кој живее во него, тогаш ваков како што е градот, тогаш навистина треба многу да се размислиме за тоа во каква насока ќе се движи понатаму. Овде би се заблагодарил и би се одјавил и ги поздравувам јутуберите до наредната средба.